Јануари е месец на ракометното европско првенство. Македонија оди след оваа година со нов селектор, односно по 6 години Македонија оди со македонски селектор. Данило Брестоваc гостим во студиото на Репортер. Данило, здраво. Здраво. Драго ми е што ја прифати поканата и што дојде во студиото. И мене ми е мило исто. Оно со кое што прво сакам да влезам во емисијата, малку подоцна ќе позборуваме за ракометот е тоа што ракометната репрезентација на Македонија заврши на Лименка пиво. Ќе одите пијани во Австрија или? Не би требало никако, да. Па добро, Скопската пивовара ни е полого време веќе спонзор, партнер на Ракометната федерација на Македонија, така да има идеја да оваа година неколку од нас бидат со самите презимињата да бидат на лимеките. И се надевам дека баш и ќе профитираат од сето тоа и дека ќе продолжиме да соработуваме со пиварата. Така почнува наскоро Европското ракометно првенство, односно во јануари. После 6 години Македонија оди првпат повторно со македонски селектор. Колку ти е тоа дополнителен притисок? Па добро, некој дополнителен притисок секако дека постои. Јас веќе долго време работам и како помошен тренер и сум бил и помошник и сум бил тренер во репрезентацијата. Почнав да работам и самостојно, така да овој притисок може дополнително ми е некој товар затоа што сакам да направиме успех. Малце сум поставен во некое време кое е малце тешко за македонскиот ракомет. Се обидуваме репрезентацијата и да ја подмладиме. Така да осеќам некој товар, осеќам некој притисок, но секој пат сум кажал дека кога имам некој така притисок дополнителен, мислам дека подобро работам и подобро се снаоѓам. Кои се твоите очекувања од оваа ракометна репрезентација и кои се всушност слабостите на екипата? Оваа репрезентација е во фаза на формирање. Така да мислам дека на тој конкурс кој беше поставен од Ракометната федерација и затоа и победив, затоа што сум единствен кој може да направи некој спој од тие помеѓу постарите, меѓу помладите и од оние кои доаѓаат. Веќе подолго време сум начело на сите млади категории кои работат во склоп на Македонската федерација. Се обидуваме да створиме еден подмладок кој понатака би можел да се што побрзо да се уклопи, да се вклопи во тој некој систем, ја што ви стално викам лего коцки да ги клопиме. Самите резултати кои до сега ги постигнавме дава до знаење дека правилен потек на федерацијата. Јас можам само да додадам дека јас сум сигурно дека сум и после мене дека треба да бидам македонец. Мислам дека сепак кога работиш за својата земја, работиш за својот народ, подруго ги да се израдуваме и на победите и на поразите некако ни паѓаат многу потешко на сите оние што доаѓаат од надвор, кои доаѓаат само да си го одработат својот договор и не мислат на македонската иднина ракометна. Еве сега ми го земе прашањето, речем некои што доаѓаат од надвор. Раул Гонзалес како да стана умилен на македонската јавност. Дали не само заради успехот, веројатно и затоа што одлично зборуваше македонски. Тешко ли ти беше да излезеш од неговата сенка? Па знаете како, многу е тешко кога имаме една низострански тренери, Обрван, па Червар, па доаѓа Раул Гонзалес, кои се врвни тренери, светски тренери. И сега можеби македонската јавност очекуваше, ракометна јавност очекуваше пак да дојде некое големо светско ракометно име, кое би не однело. Иако морам да кажам дека се работи на вистина за врвни тренери и можеби сега кога изборот падна Данило Брестоваc, сега зашто Данило, па како Данило, па кое што како. Иако на пример на самиот тој управен одбор кога ме назначи, кога го видов моето CV, кога го видов, мислам дека баш сватија дека можеби во моментот сум и најдобро решение за федерацијата. Тоа и сега сакав да те прашам, кога те назначија за селектор на македонската ракометна репрезентација, генерално критиките, односно повеќе беа негативни критиките отколку позитивни. Колку тоа те мотивираше да им кажеш сега дека не се во право затоа што македонската ракометна репрезентација сепак оди на европското првенство? Па добро, критики секој пат постојат. Не знам, прочитав критика после последна утакмица со Грузија, на пример пријателска, имаше милион критики. Сега, ако се завртиме малце поназад од самото моје поставување за селектор, ја до денеска, само да не се урачам, немам ни еден пораз. И пак имам критики. Да, не викам ништо готово. И пазете, пак имам критики. Јас не знам што повеќе. Значи, мене малце ми смета и ме прашуваат дали ќе дојдеме до некој олимписки циклус во април месец. Јас никога ништо не ветувам. Јас можам да ветам дека сигурно дека ќе тежнам кон тоа да се дојде до таа цел. Пред мене и Лино Червар и Раул ветува олимпијади, па не успеа некако или нема доволно време да го направат сето тоа, се повлекоа. Значи јас не можам ништо да ветам. Јас можам да ветам само дека на наредниот надпревар кој го играме, не знам, со кувајте наредниот, дека сигурно ќе идеме на победа. Како од голман стана тренер
И како помошник на Лино и на Ивица, колку тоа ти влева самодоверба за да ја туркаш сега работава? Па јас немав некоја амбиција да бидам тренер во мојата играчка кариера. Сега имаше момент кај што Лино Червар ме замоли да по завршување на мојата кариера останам со него да му помагам. Значи останавме јас и Александар Петровски веќе беше помошник, така да он сакаше да направи случаен штаб околу себе на помлади тренери кои ќе може да ги едуцира и да не формира како тренери. Јас во почетокот не бев многу за таа работа, но после кога размислив, кога направив муавет со челните луѓе на Металург, ме уверија дека тоа може во моментот е најдобро за мене и се одлучив да се едуцирам, да се школувам и да се посветам најдобро што можам. Знаете како малце сум перфекциониста и не можам да ги оставам така работите. Сакам да држам се под контрола, сакам да сум добро едуциран за таа работа и мислам дека го направи вистинскиот потек. Порталот Балкан Хендбол ти избра за најдобар екс-ю тренер за 2019 година. Кои познати тренери ги остави позади себе и како одеше целата таа работа? Па добро, тоа гласеше публиката од овие екс-ю простори, новинарско жири имаше се, да. Сега мене ми годи нормално таа награда, нели, тоа е убаво. Бевме повеќе, имаше и помлади тренери, застапени од овие ју простори, не знам, од Србија беше Роевич, од Босна беше Билал Шуман кој е селектор на Боската репрезентација, од Црногорците беше Рогановиќ кој исто така е селектор, кој што не го споменав, не знам да не заборавам некого, Олија Димитриевски беше уште еден македонски тренер. Значи во тоа некое друштво мора да го Урош исто од Словенија, значи друштво на вистина од одбрани, можам да кажам и млади тренери кои надоаѓаат на овие наши простори и баш е убаво кога ќе прочиташ дека си ти избран, дека си најдобар, дека луѓето и стручната комисија гласа и покажува дека ти си иднината на како за тренер на овие наши простори дека. Оно што е интересно за тебе е што многу често им дава шанса на помладите ракометари, што до сега не беше, да речеме, случај со претходните твои колеги. Како тоа најде кај јавноста? Колку во тоа доби поддршка? И зошто одиш на таков принцип? Сега дека што сум работел и во странство и кога што сум играл, сега на пример, знаете како они вас ви дават еден циклус од 3-4 години и сега ти во тие 3-4 години нормално дека си ги склапаш коцките и одиш тежнеш код која цел што си ја задал. Си канализираш сето тоа што треба и сега доаѓаш до некоја одредена цел. Сега кај нас малце обално поднебје малку е и нестрпливо. Ние сакаме преку ноќ. Тоа се млади играчи. Не само што осцилираат со формата, тие во текот на денот многу осцилираат. Значи мора да имаме малце повеќе разбирање, мора да имаме малце повеќе разбирање дека на тие млади играчи им е потребно време да го достигнат нивото на кое што сега игра Киро, до кое што игра Борко, кај што се, не знам, Столе Стоилончи, им треба време, им треба период да што викам да соберат доволно километража во ногите, да соберат доволно искуство за да можеме ние од нив да очекуваме некој искуство. Јас сум од тие тренери што преферира повеќе млади играчи. Кога сум работел сега во некои клубови, секој пат се водела грижа за тие млади играчи. Баш кога се кандидираш за некоја позиција, сигурно дека игра таа улога. Затоа што секој клуб сака да има јака база. Ние во рецецијата кога створиме таа јака база со млади играчи, значи тоа е основата во секој оној процес или некој период кај што ти започнеш да работиш нешто. Ја ствараш добра база да имаме, после е полесно да ја надградуваш. Значи многу е полесно кога ќе почнеме да градиме куќата нели од темелите према кровот, него обратно сето тоа. Така јас си го замислувам и националниот тим. Јас не можам да ветам дека ние сега ќе направиме некој бум, но јас сум тренат во некој правец, во некој систем влезен, каде што мислам дека за 2-3 години дека бидам јас на чело на оваа селекција, дека можеме да формираме врвна репрезентација. И еве тука ми се наметнува прашањето околу тоа дека Кире ќе си најави пензија, Борко исто ќе си отиде еден куп други ракоментари. Има ли шанса некој од овие помладите ракометари да ги наследат овие кои што знаеме дека до сега добро се покажа? Тоа е еден природен процес. Значи на смена на генерации. Ние во периодот што е позади нас, многу тешко ги сваќаме тие работи кога си за во репстација и кога не си. Се дешава да биде тоа репстацијата да се сваќа како едно семејство и дека ти мораш да бидеш таму. Значи не придонесува твојата моментална форма, твојата моментална, не знам, психичка, ментална состојба, него ти си тоа дел од тоа репстација, ти мораш да бидеш. Сега јас се обидувам маце тука да ги измешам картите, сакам да им направам и на постарите притисок позади. И имаше еден пример, одма да кажам, јас сакам многу со аргументи со примери, да кога разговарам вака. Значи имаше ситуација каде што Гоце Георгиевски во последните надпревари, не знам, несфатливо лошо играше. И потоа си беше он на таа негова позиција.
На пример, имав еден разговор пред надпреварот со Исланд, кај што јас му реков дека сите џокери му се потрошени. Ова му е шанса 40-20, кај што он може да ми покаже. И покажа на тој надпревар против Исланд, кај што го добивме во гости. Прв пат после 13 години Исланд изгуби на домашен терен и баш ние што никога не сме ги победиле на нивни терен или и наша прва победа е тоа. Но сакам да кажам дека кога ќе му направиш на некого притисок, кога ќе имате дополнителен позитивен да е притисокот и ви има притисок од некои помлади играчи, успехот е неизоставен. Добро, какво е во моментов расположението помеѓу ракометарите со оглед на тоа што многу често знам да прочитам, а и се зборува дека и таму постојат кланови, дека има некое нетрпение. Сега колку е тоа вистина, колку Они мене не ме ставаат во нивната група, така да не знам што зборат за мене. Сигурно не зборат убаво, да. Се шалам. Кланови. Многу пати сум го кажал тоа. Кланови во смисла вие на работа дека не правите муавет секој со секој. Така и таму е. Сега има 3-4 играча кои се почесто заедно, кои играат во иста земја во Германија, почесто се дружат. Ручеци сега, знаете како е? Кланови, тоа многу е лош зборот. По мене, не знам, ние сме на пример во репсација сме, не знам, 28 членови. И се замислите, сите треба да седиме на маса да јадеме, сите треба да правиме муавет. Нормално е кога доаѓаат трзавици со облекувални, имало и безброј. Али тоа е нормално како ако секој тежне, па по мене би било неприродно ако немаме некоја кавга, некоја чарка во соблекувална, значи немаме, значи ние си имаме една цел зацртана и ние тежнееме да одиме кон неа. Сега нормално дека има оној што работи и тој и греши и тој го караат највише. И добро, колку ти еве како тренер успеваш да ги канализираш работите во случај ако почувствуваш дека има некој поголемо нетрпение, колку тоа да речеме се приметува на теренот. Па сепак ќе кажам овој национален состав, значи најдоброто од Македонија. Не може, знаете како е, нема тука симпатии, јас некого дали сакам или не сакам, пак имаме една друга цел. Не може нито еден играч да каже кој му се свија, кој не му се свија. Така да и кога се составува тимот, знаете како е, секој пат се составува и се ставаат во игра малце тие што се покомпатибилни да играат еден со друг, како во одбрана така и во напад. Така да пак ќе кажам, јас као селектор се обидуваме и да измеаџираме таа ситуација. Сигурно дека можеби има некоја нетрпеливост, но сигурно дека тоа не е јавна. Сигурно кој ќе стави црта доле, сигурно дека тоа не е нешто негативно или да имаш нешто против некого. Сепак се обидуваме да извадиме максимум и од тие ситуации. ИХВ ти изрече суспензија за една твоја бурна реакција кога беше тренер на Металург, реакција кон судиите и кон делегатот. И сега она што мене ме интересира е дали често така бурно реагираш и колку на еден тренер му е потребно да се соземе да не изреагира бурно кога ќе осети дека судиите не судат по негова мера. Не, судиите секој пат се во право. Да. Знаете како, таа екипа на Металург беше многу помлада од останатите. И знаете како, имате сега пред вас одбранбени играчи кои се, не знам, многу постари, има некои стартови кои се гледа дека иде намерно, свесно да го невозможи, но да го повреди. Значи јас секој пат сум дека судијата мора да го види моментот кога имаш намера некого да фаулираш и кога идеш да направиш еден спортски фаул. Значи има разлика. Јас секој пат значи не беше тоа нешто, не знам, нешто дека јас околу резултатот. Резултатот мене не беше битен, затоа што кога дојдов на чело на Металург, јас се обидов да тие млади играчи да им се даде шанса да играат во Лига на шампиони, да имаат битна улога, за утре да имаме добри репрезентативци. Јас само бев нервозен кога на неколку стартови на нашите играчи не им се досуди тоа што требаше и не беа санкционирани одбранбените играчи на противникот. Иначе никој пат ретко дека нешто коментирам, а да ви бидам искрен околу тоа добивањето на жолт картон или некоја казна суспензија, тоа влегува, тоа сме го учеле и кога сме школувал. Кој ве смирува во тие ситуации, пошто ние вака не, јас лично мислам дека се контролирам добро и дека се држам под контрола. Некој пат намерно добивам жолт картон за да му укажеш на судијата дека има лош критериум, дека критериум може да му е 60-40 за противникот. Само тоа ми е целта. Значи јас мислам дека сепак се држам под контрола. Дека тој жолт картон можам да правам притисоци на судиите. И знаете како е исто, значи нас не учеле, например, кога сме школува, јас во Унгарија ги завршив за мастер тренер, имавме предавања каде што нас, например, не учеа да реагираме на судија кога има отсуство на реакција. Не веќе кога свирнал, кога досудил нешто. Значи, тоа е многу битно. Сега судијата нели си има право и делегатот да дојде да ме опомене. Па не знам, има ситуации каде што сакаш и твоите играчи со својот притисок на судиите да психолошки да влијаш на твоите играчи. Се случува да ја од судијата му викам дојди дај ми жут картон, значи без да му кажам ништо.
чисто ради моите играчи, психолошки да делувам, иначе мислам дека не сум некој нападен, дека некој реагира секогаш на судиите, така да а знам да плачам, кога губам знам да плачам, да, тоа да. Реков дека интервју нема да биде толку спорско, ама некако така тргна муабетот. Данило Пристоваc, селектор на ракометната репрезентација на Македонија. Ама ајде да се вратиме малку назад. Кога почна да се занимаваш со ракомет и ти всушност беше голман на македонската репрезентација? Да. Па вака инфициран сум од браќата Радич, Владо и Зоран. Владо Радич беше и селектор на македонската репрезентација. Они ми беа мене наставници во основна школа. Во Ѓорче Петров, каде што учев, аз сум роден во аеродром, основна школа завршив во Ѓорче. Татко ми, пошто беше војно лице, добивме стан во Ѓорче, па не вратија пак во аеродром, така да тоа ми беше некако релација. Од едниот крај на другиот крај, од една петка до друга. Да, но ракометното знаење го стекнав во Ѓорче Петров. Таму настапував за таа екипа, таму ми инфицираа со ракомет. Многу брзо веќе со 15,5 години, да, веќе со 15,5 години предо во Вардар ме повика таму Ван Човановски, почнав таму ќе да бранам од 15,5 години веќе сум во Вардар, 10 години бев во Вардар, 5 години капитен, така да сум многу горд, затоа што и многу клубови во мојата кариера не сум ги менувал. Значи каде сум бил долг временски период. Секогаш сум мислел дека во ракомет не можеш да заработиш многу пари, дека секогаш сум мислел дека многу ми се битни пријателите, другарите кои ќе ги стекнам, тие спортски другари, спортски пријатели. Сакам со нив фер однос и така да секогаш ми била идејата и поентата дека многу е битна дружбата, дека по парите треба да се остават на страна, пак ракометот мора да сватиме дека не е фудбал, дека по завршување на ракометната кариера ти мораш веднаш да почнеш да работиш. Тој што ќе го свати сето тоа може да има успех. Ако ти сега нешто си заработил и чекаш да ги трошиш тоа заработката, тоа е сосема некој лош потек и сигурно дека само кидаш надоле. Значи многу е битно да се свати дека по завршување таа ракометна кариера веднаш треба да се спрема нешто што ќе почнеш да работиш по завршување на кариерата. Добро, пошто ги памтиш тие времиња еве кога играше во Вардар и во 1997 година ти си всушност првиот играч кој што го подигнал пехарот на Вардар, така? Да, тие години јас бев капитен на Вардар, 5 години, последните од мојата играчки делка што во Вардар кај што бев. Значи 97-ма освоивме првата титула Купот на Македонија, 99-та го освоивме првенството на Македонија, така да имаме и убави спомени со Вардар. За разлика од овој Вардар сега секогаш и ме караат, не овој са немој да правиш поделби. Ние игравме во Расадник, не игравме во аеродром. По моето заминување баш таа година ни се префрлија во Кале, така да ја не фатив ни во Кале. И ова е многу битно за тие помлади малце, за помлади гледачи, за помлади некои што го сакаат ракометот. Ова е многу битно за помлади некои ракометни новинари кои пратат од поново време, што викам јас. Значи ние за тоа време сме правеле, имавме и едно полуфинале во Купот на куповите, каде што изгубивме од Адем Марлеон, кој они беа на пример во тој момент што цела шпанска репутација беше во таа екипа, така да имам навистина многу пријатни спомени со Вардар. Чекам цело време да се сврти некоја слика од тоа кога си бил голман, да. Ова е веќе си репутација, да. Така, како дојде понудата за Франција? Па добро, најповеќе ми помогна Томче Петревски, кој веќе играше во Франција. И сега јас после 10 години поминати во Вардар осетив дека нешто не ми штима. Имав некои понуди, се до реализацијата нешто не штимаше. Така да почнав да се сомневам. Се решив да го напуштам Вардар таа година, отидов во Тутунски комбинат и веќе во ноември, декември месец. Извинете, прекинав, колку време играше во Тутунски? Па една година само. За таа една година освоивме на Вардар, му ја земавме таа дупла круна, што веќе имаше, стана веќе владетел од тоа некој македонско првенство, ги земаше дуплите круни до тогаш и јас тука заедно во Тутунски комбинат со играчите кои беа веќе од тоа од нивното од Прилеп, јас викам со прилепчаните и подпомогнати со Колев Маријан кој беше исто македонски репрезентативец и плюс еден Стојковиќ Србин кој ни беше десен бек, се обидовме да донесовме првата титула за Прилеп, за Тутунски комбинат во тоа време. И се сеќавам на убави 10 месеци поминати во Прилеп навистина и мене ми беше баш драго затоа што во финалето на Купот се обидов и му ја земавме титулата на Вардар, една од титулите кои веќе им беше предвидено за тие години. И така и бев виден на некои турнири. Со Томче Петревски заедно настапувавме по репрезентацијата. Таму некој клуб имал потреба за голман, тренерот беше од наше подиве, беше од Црногорец, ме препорачал и без збор веднаш се согласи да дојдам, но сепак во тоа време, знаете како, немаше многу менаџери, не е како сега, немаше утакмици ставање на интернет, одбрани, значи сето беше на муабет.
Јас бев таму на проба, бевме договорени на договор на 1 година. Мора една анекдота да кажам, сега гледам дека завршува тренингот и сега гледам они се караат нешто таму. И сега викам ништо, сигурно не се задоволни, можда очекувале 2 метри голман, можда не знам. Можда очекувале со други квалитети. И сега му викам, пошто не знае француски, му викам на Томен што е работа, и он вика брат, некад на 1 година, на 2 години сакаат. Така да самиот тоа, знаете како е, пак е муабет едно и кога ќе те видат друго. Пак малце беа скептици зашто знаете како е. Нас таму не викаат со едно име Југо, кој ќе одиш во странство. Може да видиш ти македонец и црвен хрват, имаме една етикета која ни лепат Југо и така не водат. И така разговараат за нас. И уште кога слушнав дека сум македонец, он поубаво поминува црвен хрват, поубаво поминува некој македонец. Во прво почетокот беа скептици. Да, беа скептици, но кога ме видоа на терен, подруго делувам и веднаш инсистираа на 2 години договор. Како беше кога прв пат дојде таму? Како се соочи со новата средина? Колку ти беше тешко да го научиш јазикот? 2 години шетав само со речникот сегде. Да, ми беше тешко, не дека не. Знаете како? Јас си имам капа на сите оние што одат во странство, што се спремни. Тоа се за мене јаки луѓе што веруваат во себе. Мене ми беше многу полесно. Јас имав договор за работа, мене ме однесоа што викамо завод за вработување, ме однесоа во банка, еве ти ја платата, еве ти ја картичката, еве ти се супер стан наместен. Така, одека ти е тренингот, одека ти е работата, еве ти кола, да патуваш, да се враќаш. Значи, се ми беше на тасна, мене беше многу тешко. Значи, јас научен еден друг живот овдека, сите те препознаваат. Во тоа време бевме многу познати, како и денеска што коментарите горе доле, поготоа тие што се во репрезентација, што се во Вардар, што се во Еврофарм, сега во Металург, што се написираат. Тоа се големи личности, познати се во градот. Така да ја научен еден друг начин на живот, едно друго сваќање, одиш во некоја средина кој што никој те не знае. Ми беше тешко, нели, секако. Бев таму со семејството, така да сето тоа ми беше многу лесно. Се задржав 6 години, потоа плюс уште 2 години во Шамбери како тренер, така да 8 години бев во Франција, една во Луксембург, 9 години тоа некој мој интернационално искуство, така доаѓа купна како во еден кој би сел во еден пакет 9 години надвор од Скопје би рекол, надвор од Македонија и мислам дека кој ќе само цртам, мислам дека со ниту еден потек не се кајам нешто, да, него баш 2004-2005 бев најдобар голман во Франција, во едно друштво на, не знам, легенди, најдобри голмани, може што и Франција ги извадила. Бруно Мартини, например, сегашен директор на Пари Сен-Жермен, Терио Мер, сите го знаеме, долги години најдобар голман во свет, Кристијан Годан кој бранел за француската репутација во Германија секаде. Значи во друштво на стварно едни избрани голмани класа, ја ден денеска кој ќе ги почнам да чепкам по тие новини, стварно ми е драго, убаво е, кога ќе видиш дека сум направил некој успех. Тогаш исто имаше многу малку информации, многу малку портали, новини. Сепак тие македонски спорт што беше на времето како еден, не знам, тие вести ги пренесоа, нели секако. Мило ми беше минатата година кога Металург однесов во Франција на турнеја, така да секаде каде што ги имам тие контакти, секаде каде што ќе заватиш да закажеш некој утакмица или турнир, без проблеми тоа ми поминува, значи никој не те заборава, си останат си како еден од најдобрите голмани кој бранел во Франција. 9 години имав рекорд кој го држев во Франција со одбранети удари во текот на една сезона и каква коинциденција кога дојде во Шамбери го тренирав токму голманот што после 9 години го сруши мојот рекорд, тоа е Јан Жанти, кој од оваа година веќе е член на француската репрезентација и ќе настапи на наредното европско првенство во што се игра во Австрија понатака. Пред малку ми спомна дека во тоа време 2004-2005 малку медиуми објавиле, односно портали и македонски спорт за твојот успех како најдобар голман на првенството во Франција. Ти објави во твојот портал, пошто знам дека си работел и како новинар, односно твој првиот портал за ракомет во Македонија. Добро, тоа беа некои пионерски чекори на почетокот. И сам скоро со еден другар француз, исто голман, имавме многу слободно време, јас само викам многу е битно слободно време што ќе правиш. Јас не можам така да го оставам и почнавме така да го работиме. И секогаш викам дека со графиката има проблем, не знам графиката како да ја сработам. И најдовме еден дечко и сега како и го јадевме во дискотека, му понудивме на флаша виски да во замена за да ни направи графиката на сајдот како ќе изгледа сето тоа. Беа почетоци многу прост беше, мислам сега кога ќе го видиш, нели многу напред отиде сега сето тоа. Беше малце прост, machandball.com се векаше. Имавме најнови вести од ракометот, така да се дешаваше и многу македонски, не знам,
српски, хрватски медиуми да ме пренесат. И јас се смеев многу. Имаше еден српски портал, се не ми текна моментот како се вика, напиша, вика, како што јавуваат колегите од Мак хандбал. А јас бев сам со компјутерот, сам работев, се како што јавуваат колегите од Мак хандбал, демек таа и таа вест, и мене беше интересно. А вестите ги дознаваше од Па затоа ми се љуте. Дека и имаше ситуации кога се вратив во Македонија, ќе влезам во соблекувална и сите ќутат. Никој не сме да каже што планови има, како, што, и сите ги кријат вестите од мене. А добро, па бев јас со нив, муабетите кружеа и секако дека прв доаѓав, например, не знам, каде ќе оди некој од нашите репутативци, што има планови, какви, сите информации ги имав на тацна. Така да ми беше полесно од некој новинар, затоа што јас бев соблекувална со нив. Да те вратам пак малку на почетоците, колку спортот бараше од тебе одрекувања кога беше голман, значи колку бараше од тебе одрекувања, не знам, од излагувања со друштво, кафани, каков е животот на еден спортист кога сериозно се занимава, еве како ти. Зборувам за времето кога беше голман. Па имаме многу различни примери сега. Јас спортист до спортиста, на пример, не знам. Јас сум бил од тие спортисти што, на пример, имавме по 2 тренинга дневно. Сега тие дневни шеми што ги викаме, јас си ги терав, тоа си обожавав, си сакав. Сега навечер не бев склон, ако немавме пауза или нешто, само тие моменти знаев навечер да заглавам, да излезам и не знам што. Али тие дневни шеми секој пат меѓу тренинзи, секој пат си ги терав, нормално со тоа да отидам дома да сменам торбицата, иако секој пат во кола имав резервна торбица. Но секој пат се обидував да одам дома сат и пол 2 да си одморам пред наредниот тренинг. Сега кога знаете дека имате тренинг во 9 часот са бајле, а се грижите за своето здравје, значи многу е тешко ако заглавиш до 2-3 са бајле, се одиш на тренинг од 9, многу беше тешко. Значи јас си го слушам мојот организам, моето тело, јас тоа не можев така да живеам. Јас се обидував кога имав обврски, кога имавме утакмици, кога беше тие 3-4 месеци тој такмичарски дел, се обидував, значи моите излегувања да бидат на минимум. А во текот на денот нормално дека си живеев како и сите други. Кога не си селектор на ракометната репрезентација, кој е Данило Брестовац приватно? Сопруг и татко на 2 деца, колку имаш подршка од дома во село што го работиш? Па нормално не би бил ова што сум да немам подршка од мојата сопруга, нете и ќерка ми и син ми. Така да они се позади мене. Некој пат им сметаат кога им забраним да читаат коментари, обично знаете како е нашиот народ веќе се научи на тие социјални мрежи и некој пат не бираат зборови да те навредат, значи домаце ми смета, но сепак мислам дека се обидувам да бидам нормален татко. Се обидувам на децата веќе да им скренам дека на која позиција сум, со што се занимавам, така да и кај нив малце имам разбирање за тоа. Веќе гледам дека и го сватија сето тоа. Сега ќе дојдат да ми дадат подршка во Австрија. Тој прв круг што викаме, дај Боже станеме во вториот круг. Во првиот круг имам нивната подршка, они ќе бидат со мене таму во Виена. Мислам дека сакајќи некои со мене го засакаат спортот. Сепак сакам паралелно си отерат и школото. Добро, ни едно дете не реши да игра ракомет за сега? Па да, Давид веќе иде по моите стапки, он е голман. И двајцата си учат во Корчагин, Давид е прва година, теја е 4-та година. Реши ќе се занимава со право, така ми кажа, значи двајцата учат добро, одлични ученици се, така да пофалби за нив. Изминатиот период беше малку тежок за нив, јас 3 години не бев дома, 2 години работев во Франција, 1 година во Луксембург, што ќе се лимитиран контакт, секој слободно време јас одев кај нив, они доаѓаа кај мене на гости, така да не можам, мора само да изразам пофалби за нив. И можам, среќен сум како татко што гледам дека имам 2 деца кои растат по правилен пат и дека се стварно добри личности, добри, имаат многу пријатели, многу другари и тоа е оценка за она што се во моментот. Сосема за крај, колкави се шансите Македонија да го повтори успехот оној кој што беше во Србија кога го освоивме на петото место? Шанси секој пат постојат. Јас секој пат и кога правам притисок и анализа, секој пат делувам утакмица по утакмица или чекор по чекор. Иако тој не е некој код, така не школувале, така не учеле, дека не можеме да скокаме некој скалила. За мене најбитен првиот натпревар со Украина. Сакам да го добиеме, мора да го добиеме, секој ден да го добиеме тој натпревар. Знаете како е? За нешто повеќе треба да ни се поклопат коцките, звездите, треба да имаме малку фактор среќа, да сме сите здрави, живи, тоа е исто така многу битен фактор. Треба многу фактори за да се дојдеме до тоа пето место. Мислам дека во овој момент е далеку, но не е недостижно. Сепак мора да бидеме реални и да ги гледаме и на аргументите малце да ги погледнеме. Имаме играчи кои се млади, кои се во странство, кои во своите клубови имаат минимална минутажа за игра. Мора да бидеме спремни
но мора и да бидеме со нив. Значи, и кога играат добро, и кога играат лошо, мора да ги поддржиме и мора, што викам, да ги подбутнеме малку, зашто навистина се работи за квалитетни млади играчи. Ти позакувам успех со ракометната репрезентација во јануари. Благодарам и на вас.